дел од проектот Нов модел за избор на председател во класот и функционирањето на класната заедница во Прилеп се спроведува во Државното училиште Ѓорче Петров и во Основното училиште Рампо Левката. Учениците преку тајно гласање извршија избор на председател на класот, кој ќе ги представува пред училишните структури. Овој проект е многу важен, продолжување на Конвенцијата на правата на децата, односно имплементација сега на овој проект, со тоа што на најдемократски начин избираме председател, најпрво во првата фаза председател на клас, на одделение, а потоа следи втората фаза, со тоа што за прв пат во градов наш од основно училиште Рампо Левката е вклучено за избор на дете правобранител, со тоа што ќе ги следи правата, но и ќе ги заштитува учениците. Целта на овој проект е децата да научат што представува демократијата од помала возраст, така да и кога ќе дојде тој процес на вистинските избори, да речеме во државата, да знаат што представува тој демократски процес. Исто така, нареден чекор во рамките на проектот е избирањето на дете правобранител во училиштата, каде што детето правобранител нема да има улогата на како народниот правобранител, односно детето правобранител ќе биде промотор на детски права и одговорности. Идејата за нов модел за избор на председател во класот и функционирањето на класната заедница произлезе од истражувањето на коалиција Сега, со кое се потврдува суштинската потреба за менување на моделот за избор на представник на учениците, зашто се констатира дека учениците немаат одлучувачка улога во изборот на председател. Во 91% учениците заедно со класниот раководител предлагаат кандидат за председател на класот, но изборот се врши на предлог на класниот раководител, додека децата одлучуваат дали ќе го поддржат предлогот. На тој начин наставниците го раководат изборот на председател со оглед на тоа што не постојат посебни правила и критериуми за избор на председател во училиштата. Најголем дел од децата од основните училишта потенцираат дека родителите и наставниците заедно одлучуваат, додека кај децата од средните училишта доминира опцијата дека тие се прашани за мислење, но не одлучуваат, се вели во истражувањето на коалиција Сега. Целта на овие проекти е децата да учат за демократија и процесите на спроведување на демократија, во кое е вклучено и одлучувањето и изборот на ученичките структури кои ќе бидат представници пред училишниот совет. Проектот се спроведува уште во 4 други градови во Македонија: Куманово, Тетово, Дебар и Кавадарци, каде се опфатени по едно основно и едно средно државно училиште.